На почетокот, кога почнавме да ја спремаме представата, сакавме да раскажеме приказна за лицемерието, за општеството. И јас мислам дека успеавме во тоа. Ви благодарам и за довербата, и за процесот кој што го имавме заедно. И нормално да растурите вечер. Одете да се спремате, ајде. Актери на сцена, спремете се за почеток. Пуштаме публика за 10 минути. Што и да е проблемот, фрижидерот никогаш не е решението. Сега го гледаш чоколадово и сакаш да го изедеш, така? Знам. Те разбирам. Јас бев кралица на јадење под стрес, но на девојката која сега го гледа чоколадот и велам не. Доста од јојот. Сакаш да седнеш 3 килограми па да накачиш 5 пак од почеток? Не. Ти заслужуваш подобро. Ти можеш подобро. Верувај ми. Јас верувам во тебе. Со Slim and Happy брзо и ефикасно до успех. Леле, ја видели страх. 2 недели пробуваме, катастрофа е. Џабе пробите. Мислам дека профа ќе се покае што ја зема. Стави го бе девојчето, што си се закачила на врат? Знам дека сакаше ти да бидеш главна улога. Јас требаше да бидам главна. Види ме. Види ме, мене види ја неа. Со тоа крофница, со тоа тренирките како скитник. Не личи на девојче. Едноставно не одговара на улогата. Како да не биде злобна сега. Супер ќе биде на крај, ќе видиш. Добро, ти на чија страна си? Доста ја браниш. На твоја и многу те сакам, супер глумиш, ама не си реална. Ајде. Замисли да се разбудиш толку самоуверена, со едно чувство и моќ дека можеш да го промениш целиот свет, па и твоето тело нормално. И сега замисли од кога ќе станеш, не пробуваш 5 комбинации, ништо не ти се допаѓа како ти стои. Туку само земаш прво што ќе најдеш и си задоволна. Зошто? Бидејќи на твоето совршено тело се стои совршено. Нема веќе бегање од другарките, нема веќе бегање од огледалото, нема веќе бегање од ништо. Единствената пречка што стои на патот помеѓу тебе и едната верзија од тебе си самата ти. Што мислиш? Што би направила таа? На твоето совршено тело се стои совршено. Совршено. Совршено? Значи Фустанов не може да биде подобар. Лила на сцена. Ајде. Лила на сцена. Не се надевајте дека ќе се согласам овој срам без одмаза да го поднесам. Напразно ја криете лицемерноста ваша. Јас не ви се плашам. Дојдов во знак на пријателство и чест, но вие немате самосвест. Јас ово од љубов го правам, но вие не заслужувате. На сите им се додворувате, а мене ме навредувате. Не знам ни јас што да ви кажам точно. Зошто секаде ме навредувате жолчно? Јас ли да плаќам за вашата мака? Јас ли сум крива што никој не ве сака? Епа, нема веќе криење во широки тренерки, сега нормално дека носиме само тесно и сме горди со нашето тело. Не само тоа, исто така не седиме сами на голем одмор, не бегаме од апарати, напротив, вака се местиме на огледало и топ. И правиме 36 прекрасни селфиња. Некои од вас ми пишува во коментари и ме прашуваат зошто не гледаат резултати. Дечки, немојте да очекувате чудо од Slim and Happy ако вие не се трудите. Значи, многу е просто. Секој внес на калории мора да го внесувате во апликацијата. Не само тоа, мора нормално да пазите на исхрана. Ама, за тоа, после 14 дена, што се 2 недели да ви преведам, се гледате во огледало, го облекувате тој фустанот што ви беше умилен порано, а сега не можете да влезете во него. Епа после 14 дена влегувате во него, сте пресрекни и се гледате во огледало и се насмевнувате после толку години. Ви звучи нереално така, како да е сон. Епа не е.
Со Slim & Happy до брз успех. Сара, добро си? Абе да не јадеш и ти од лекјата. И мене многу ми е лошо. Не ни знам каков вкус треба да има, не ни јадам манџи. Знаеш, може е расипано. Ти нормален си. Сакаш да се подујам. Ќе ми се слоши од лецитин. Стегни ме уште малку. Лецитин? Шо е тоа? Го има у бургер? Стегни бе посилно. Ама веќе премногу е стегнато. Не. Добре, излези. Оди излези, остај ме сама. Добро. Јас знам дека со срцето никој не може да владее. Љубовта со сила не може да се даде. Да ме одбиеш од почеток, ќе бев лут на судбината, а не тебе. Но за ова лажно залажување не постои доволно голема казна. Ништо повеќе немам. Го пуштам бесот да ме води и не одговарам за постапките своји. Што зборувате вие? Ништо не ве разбирам. Јас го изгубив разумот. Најдов само отров што ме убива. Твојата убавина ме заслепува, а ти толку лесно се преправаш. Ке те притиснам до зид. Нема каде да бегаш. Ве оставам со дамава. Да ми прости неучтива што сум со моите гости. Вие сте луд? Зошто вака се однесувате? Зар полудевте? Немојте, ве молам. Многу бев на лоше. Значи, ти реков да го повториме текстот, кај ли ти беше? Таму на сцена не постои, не ми помагаш воопшто. И после све што ми напиша, биди среќен што уопште ти зборам на сцена. Шо ти напишав? Што ми напиша Коста? Зрем да ти. 3 кила сум ослабена, што уште сакат од мене? А ти стварно нешто Не можам да те поднесам. Ти не си нешто добро, почнеш да халуцинираш. Затвори ги очите и замисли ја идната верзија на себе. Она која ги изгуби вишок од килограми. Она која се чувствува самоуверена и слободна. Она која другарките ќе ја опишат како инспиративна, убава, среќна. Она која оди на шопинг и обожава да се гледа во огледало. Сега, што би си рекла таа? Би се откажала? Би барала изговори? Би си рекла дека никој ништо? Дека е лузер? Не. Ти заслужуваш подобро. Ти можеш подобро. Сега е времето да бидеш силна. Сега е времето на сите да им покажеш која си, колку можеш да направиш. Биди силна, биди истрајна, сега е моментот. Ти си силна. Ти си присутна, сите те гледаат тебе, сјаеш. Ова не е фантазија, ова си ти. Сара на сцена. Сара на сцена. Вистината ни дава надеж, не смирува, ги ублажува нашите маки,
Но што е сега тоа вредно кога за вистината е касно? Sejedno. На неа сега се останува. А може ли вистината светот да го менува? Се залажувам. Самата себе се лажам. Се залажувам. Самата себе се лажам. Тоа стварно мисли дека ја лажам. Тоа стварно не бев јас. Вие сте, Алсест, вие сте. Нова не се надевав стварно. Дека ќе се служите со ваков груп трик, дека јас на вашите лаги ќе бидам заложник. Зар како може вака вистината да се прекрие? Кажете ми го само тоа и ништо повеќе. Вие сте лут од љубомора. Ја чувствувам вашата лутина. А тоа љубовта ја прави ефтина. Признавам, сгрешив. И не сакам да се бранам со празни извинувања за пак мила да ви станам. И бидејќи во се ова неверства и лаги се кријат, имате причина да ме мразите вие. Мразете ме. Нека вашата душа мене ме слуша. Нека вашата душа мене ме слуша. Ти заслужуваш подобро. Ти можеш подобро. Јас го мразам човечкиот род, Нема веќе бегање од ништо. лицемерието и Сите те гледаат тебе. нека вашата душа мене ме слуша. Единствената пречка си самата ти. Па што правиш ти ме се ќе уништиш? Јас ќе уништам. Јас ќе уништам. Сакаш да ја знаеш вистината? Вистината е дека тоа стварно не бев јас. Јас ќе уништам себе, ова е се лага. Ти си силна, си силна. Единствената пречка си Јас. Верувај, Веќе не му верувам. ти си силна, си силна. Верувај, ти си